и со сите тие други придружни објекти, како што е преливниот тунел, оптошниот тунел, оптошната шахта и машинската хала, како и сите други, да кажеме, електроенергетски објекти, представува една инвестиција која што навистина е голема, инвестиција во која што 80 милиони долари се кредит од кинеската банка, односно подпомогнати од корпорацијата Хайнен, додека останатите средства во приближно исто толкова големина се собствена инвестиција на електростопанство на Република Македонија. И покрај тоа што овој објект според својата големина и според своето значење во енергетска смисла представува навистина еден значаен похват на овие генерации електромашински градежни инженери, мораме да истакнеме дека најголемата вредност и најголемото негово значение е во заштитата на градот Скопје, во хидромелиоративен систем, како и во развој на идниот туризам. Дури на четврто место се наоѓа значењето од електроенергетски аспект. Инсталираната моќност на оваа брана е од 80 мегавати, тоа се два генератори со по 42, отприлика 42,5 мегавати инсталирана моќност и со годишно производство кое се проценува дека ќе биде од 150 гигават часови. Се планира акумулација, односно езеро од 500 милиони метри кубни вода, а исто така убаво е изгодно да се напомене дека протокот низ двете турбини што ќе ги напојуваат двата синхрони генератори ќе биде по 50 милиони метри кубни во секунда, што ќе обезбеди исто така задоволително производство, годишно производство на електрична енергија. Дупката тамо и целосно како извадено. Па добро би било ако може. Може. Што целото? Може века. Двете може да ги подпреме. Која друга? Тие две што ги ставаме, ние што ги фотографираме. Двете са. Тие можете се подпрат некако, но отчепени така. Овде со горните, што кажи го со суѓери може целата се построи. Има на земја. Bravo, kako ne dete što da gleda. Da, ne, ovo Ljubomирка, не Ljubka. Nije kako bilo na tablu. Nije kako bilo, Ljubomirka. Da, ne, kajte, vori dojne gore. Ovde beše blizu. Ajde, teta,
sestro? Ja ne možem da dojdem, ponamo ne možem da idem. Ne, tatko, ne, to je grdo. Ne znam, tatko, kad idemo stavate, samo tatko ostamo. Evo ova. Pomoć. Ova mi je Jastrva Minka. Da li stonja tatko je preseka. Ma duže. Kada je zakaz? Tamo, ovdje, na toj grupi. Ako neka staje ovdje. Ma, neka vidi, neka me vidi. Vamo, nekaj nosite. Nekaj nosite. Ajde, majko. Da li gleda se kako? Dobro, stari, evo. Eno, ovdje kad se kupa, pa tamo će raboti, stari, pa tu. Tuka stari. Evo, majko, Videlina, da li gledaš što se raboti? Pred Boga, majko. Na novo selo se boraš. Ajde, kaj sestra ti da. Ne znam ja. Pustinje, jedi! Da te tupna, pa tu je da tota. Đubre, jedi! Marpana! Kaj je tu, Marpana? Čuks. Sad se pa natepi kujak, tamo ujdi dodeliš. Nemoj da mi dodeliš, čekaj. Gotovo je? Ajde. Da gute pa namestu. Ne. Kako ću biti prvi? Prelata. Nećemo, ne tepi, mene ne tepat, ko me tepat. 8 godini i po bez domaćih tepana su, tepana nema kada. Uš, od tepana su sve. Ima? Imam i ja nivje. Drvje sve posjećeno, pari ni kuška. Ja sam platila nasljedstvo 700 milijardi nazad. I da most sad vezero greva. Се наоѓаме токму на новата локација кај што треба да се дислоцира црквата во Веденина Богородица. Ова е дел кај што ќе бидат лоцирани звонарата, кој што се наоѓа изнад нас, трпезаријата и новите гробишта за селото Здуње. Бидејќи Света Богородица е гробна црква, одлучено е таа да биде овдека пренесена и во моментов се работат припремните работи на платформата, потпорните зидови и темелите за местото кај што ќе се дислоцира црквата. Треба да нагласам дека заради околностите, дека тоа не е само архитектура, него и живопис во истата црква, и тоа двостоен живопис, самата конструкција која што ќе се изведува, ќе се применува така наречена вруќа метода. Ја верувам дека имаме прилика тоа да го документираме. И треба да нагласам дека кај нас ваква дислокација во Македонија за прв пат се практикува. Меѓутоа, Републичкиот завод има веќе одредени искуства кои што ги реализираше надвор на подрачјата на бивша Југославија, Пивскиот манастир и други објекти.